Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Иранскиот претседател Махмуд Ахмединежад ќе се обрати пред Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Двајцата ослободени американски планинари од Иран се сретнаа со семејствата. Ова се дел од насловите со кои ги започнуваме вестите. Иранскиот претседател Махмуд Ахмединежад ќе се обрати на Генералното собрание на Обединетите нации еден ден откако Иран ги ослободи двајцата американски планинари на кои 2 години беа во притвор под обвинение за шпионажа. Кога минатата година се обрати, претседателот Ахмединежад го негираше постоењето на Холокаустот и изрази скептичност за официјалната верзија за 11 септември. Сега иранските медиуми велат дека неговиот фокус ќе биде глобалниот менеджмент и фундаменталната реформа на Обединетите нации. Двајцата американски планинари кои беа осудени во Иран во 2009 за шпионажа пристигнаа во Оман и беа пречекани од семејствата во радосна атмосфера. Шейн Бор и Джош Фател слетаа во градот Мускат, на првата станица на пат кон САД. Осудениот на смртна казна Трој Девис, обвинет за убиство на полицаец во 1989 доцна синоќа беше погубен во јужната држава Џорџија, откако Врховниот суд го отфрли барањето во последен момент да биде одложена неговата екзекуција. Девис беше усмртен со инекција околу 11 часот синоќа, додека стотици демонстранти беа собрани пред зградата во поддршка на верувањето дека е невин. Американскиот претседател Барак Обама му рекол на неговиот палестински колега Махмуд Абас дека преземените чекори во Обединетите нации нема да постигнат палестинска држава. Но палестинците велат дека ќе продолжат со туркање на барањето за поднесување апликација за полноправно членство до петок. Еве ги најновите детали. Вчера Обама кажа дека нема мир по кратка постапка за Блискиот Исток. Тој рече дека мир нема да дојде преку соопштенија и резолуции на Обединетите нации, туку преку директни преговори меѓу израелците и палестинците. На крајот тоа се израелците и палестинците, а не ние, кои мора да постигнат договор по прашање што ги делат за границите и безбедност, за бегалците и за Ерусалим. Секоја страна има легитимни аспирации и тоа е дело што прави да е тешко постигнување мир и може да се напредне само ако секоја од страните научи што значи да се биде во кожата на другиот. Представници на Белата куќа кажаа дека Обама го предупредил претседателот Абас доцна синоќа во Њујорк дека САД ќе стават вето на секоја резолуција на Советот за безбедност што бара признавање на палестинска државност. На средба претходно со претседателот Обама, израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху го поздравил американското ветување за блокирање на обидот на палестинците за прогласување држава. Мислам дека стоење на своето, земајќи ваков принципиелен став, што мислам дека е исправен, е вечна чест. И сакам да ви заблагодарам што го носите тој вечна чест. Се надевам дека другите ќе го следат вашиот пример. Високи палестински представници велат дека барањето за полноправно членство нема да биде забавено и тие ветија дека ќе отфрлат секакво политичко маневрирање по прашањето. Но тие рекоа дека на Советот за безбедност ќе му дадат малку време за проучување на нивната апликација пред да ја однесат пред Генералното собрание на Обединетите нации. Ние бараме меѓународна поддршка и затоа дојдовме во Обединетите нации. Не бараме да се приклучиме на мафијата или на Ал-Каида, ниту пак на невладина организација. Сакаме да влеземе во Обединетите нации, за кој Обама денеска зборуваше со голема почит. Францускиот претседател, кој зборуваше по претседателот Обама, има различен од американскиот став. Тој поддржува статус на наблюдувач за палестинците додека траат преговорите со Израел со цврсти рокови. САД, инаку, немаат право на вето во Генералното собрание, а таму палестинците уживаат голема поддршка. Се поголем број американци одгледуваат овош и зеленчук во своите домашни градини. Ваквите земјени парцели им овозможуваат на пасионираните градинари да уживаат во свежа храна и да си го подобрат квалитетот на исхраната. Прилог за една компанија во Лос Анџелес која им помага на градинарите да застанат на свој нозе. Роберт Смит од Лос Анџелес добива вкусни пиперки и домати од градината во неговиот двор.
The biggest benefit is great food. Најдобра корист е изворедната храна, иако се уште одам на пазар и купувам други работи. Не можете се да одгледувате што ви е потребно за одредени рецепти, но зеленчукот кој ми расте во дворот, особено доматите, се многу вкусни. Во ексклузивниот јапонски ресторан Лос Анџелес на Нака, собственикот и готвачот Ники Најама вели дека свежиот зеленчук е клуч за добар оброк. Таа одгледува специјализиран зеленчук за незиниот ресторан и вели дека трудот вреди за вкусот што го добива. Знаев дека ова го сакам за нашиот ресторан и сакав да научам. Знаев дека ме чека многу работа. И Накајама и Смит учеле да одгледуваат зеленчук во нивните градини од експертот во оваа бранша, Дан Ален, кој е градинар и извршен директор на компанијата Farmscape. And because we're not growing them for commercial distribution, we can grow varieties. Затоа што не одгледуваме за комерцијална дистрибуција, можеме да си дозволиме да одгледуваме разни зеленчуци кои се вкусни. Ален вели дека повеќето луѓе кои ги користат услугите од неговата компанија сакаат храна со подобар вкус. Меѓутоа признава дека луѓето од центарот на Лос Анџелес имаат проблеми да стасаат до свеж зеленчук и овоше заради што формирале јавни градини. How do we get food to lower income communities that maybe don't have access? Сакаме да им обезбедиме храна на заедници со ниски примања кои немаат пристап до продавници за храна. Се залагаме не само да доставиме храна до тие делови на градот, туку храната тамо да ја одгледуваме. Тој вели дека градинарството е вештина, знаење и внимателна култивација, но тој додава дека напорот на крајот се исплатува и се повеќе луѓе го откриваат уживањето да одгледуваш и да се храниш со свое овоше и зеленчук. Утре во News Flash, научниците од Универзитетот Нордвестерн во Чикаго веруваат дека пронашле заеднички генетски фактор за сите форми на неизлечливата болест позната по кратенката ALS од амитрофична латерална склероза. Гледајте утре во News Flash. Утре во News Flash. Здравје. Научно откритие може да го забрза развојот или лекувањето на дегенеративните болести. Го гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.